Битолските граѓани никогаш не го заборавиле тој мрачен ден и секој 10-11 март во годините традиционално се одбележува како година на депортацијата на нашите сограѓани евреи. Единаесети март 43-та Битола осамна со блокади. Со претходно подготвени списоци на сите еврејски куќи и семејства во градот. Лелеци и пиштења ја обвија Битола тоа утро. Остана вечерата на софрите, а на вратите црвен восок. Тука не живее никој. Битолчани ни со качињето уплашено цирка, испраќајќи ги со поглед своите за последен пат комшии и пријатели. Низ улиците плач и крици. Во колона евреите се движат кон станицата. Колона на изгубени надежи. Пат без враќање, без надеж, пратен од зачудувачки плашливи погледи на комшиите и пријателите. Единствена утеха, измиена со трогателна комшиска солза, без допир и поздрав, оплакување на живите. Плачеше големо и мало, старо и младо. Се одеше последниот пат, пат без повраток. Се двоеше стеблото од вековниот над 400-летен корен. Се товараше возот на плачот. Пред 11 март веќе евреите вознемирени почнеа да спакуваат по нешто дома, спиеја облечени, не угаснуваја светлата. Цело еврејско мало беше во светло. Татко ми вика, знаеш што, гледај ти да се сокриеш, затоа што браќа ми беа помали, немаја 18 години, сестриче има едно 13 години, мајка ми беше умрена еден месец пред депортацијата, вика, ти можеш да се скриеш, али ние не можат ништо да направат, немат право да ни ги земат децата. Една група од 5 души, вклучувајќи и јас, девојчиња, успеевме да се сокриеме во киоско што продаваше цигари Богоја Силјановски. Да чекаш во еден киоск кој беше одма до полицијата, кај што идеја агенти секој ден да купуваат цигари, секој ден бевме во опасност да не видат и да не затворат. Ами јас имам другарка, се викаше Рашела. 20 браќи имаше таја. Браќа му си бија побегнати, куртулија, партизани. Остана чупева со татко му и со мајка. Ама многу домаќини луѓе беа. И многу ме сакае. И сега, одиме и тигала ми, вака и вака ми велат. Ке не крева се збора рече. Ама кај ке не носа, не знаем. Ова кутијата рече, ке ти ја дајме, вечер помине. Ако е среќа да куртулиме, рече, ке ја дадиме. Ако не ја рече среќа, пак земи ја. Ама јас на коза се фатив и овде жива душа да врезе. Не сме никој да подизлези. Са бајлето, ко станувам за на работа, реков порано и ке побинам. Ко тој газдата ми вели не излегве, рече, па те оти блокада има. Зошто, реков, блокада? Евреите и креват, рече. А тие чифлик еврејски ваму им, се викаше чифлик еврејски ни. Така праеде, куќарчина живее.
Од спање рече сите и крева. Има стари луѓе му велам, има бебина. Ништо рече бетла брат. Имаше таму еврејско мало, кај шо и сите евреи на вратата тие знаја. Кој тогаш има жолти звезди. И собра рано, ние бевне сите куќи да бида под зелено затворени, не смеевне надвор ни глад. Оти полиција имаше овие од бугарската. И оттаму изедоа во колони, деца, мали, жени, кој плачи. Многу ми е жал и многу ми е жал. Само тоа можам да речам. Прво не знаја тие. Прво не знаја, мислеја ки собера и после, ама не знају ти кај носат и во кој логор ќе бида и каде. Има прекрасни другари, вредни другари. На Фети сестра му Ајша Сулейман. И ние одевне и криевне кај Богоја. Богоја имаше онде за тутун, кај участоко од овде до Сато имаше участок. И тука имаше една мала киоск, и тука Богоја тутун, и тука и криевне евреите. Криевне Шами Реджина, го криевне овој колегата, ова Русо, Камхи Русо, Роза. И тука и криевне. И тука се спасија тие. Слушаме еден силен плач, една викотница, едно молење и слушаме глас на мајки, на деца, на возрастни, молитви, како да ги препознаваме и гласовите на нашите блиски. Сакаме да излеземе, не можеме да излеземе, ние сите бевме заклучани. Гледаме одат према станица. Тие ги соблекоја евреите, група по група, им зеле парите, им зеле сите драгоценности и ги пикаја во вагони за стока. Како не пиштеја. Нарочито дове чифливе тука еврејски. Па мајка му на Моис, кузе како и текнало пред време се мажи за Турчин. И се венча. И си кладеха рече како што носеја турчинките. И не крене. Ти се потурчи. Само неја ја остаја нести. Сите другите метла и фатија. Тие што беја избегани младите, тие куртулија. На другите